Добра вечер и убава вечер од Владо Павлов. Ова недела мобилизирано, бидејќи постен 12 август, тоест од затемнувањето на сонцето, дадов свој збор пред сите вас дека ќе започнеме малку посилно со вистината, малку посилно со многу факти и аргументи, ќе употребиме многу извори за едно големо дело, за едно дело кое што е повеќе од 20 години, дело кое што можам слободно да кажам поголемиот број на македонци, 100% оние кои што се најповикани, политичарите, градоначалници, председатели, премиери и кои ли не сиве овие години, го гази ова дело кое што значи воскреснување на македонизамот. После овие напорни денови ќе имаме малку одмор, за да можат да си легнат овие работи онака како што треба. Ама најпрво да ве прашам дали се слуша, дали сме тука, да почекаме ли, да продолжиме ли, затоа што имаме многу активности кои што не очекуват. Ќе почекам уште малку, не сакам да се најавувам. Боби пише у групата и кај што треба, за да можеме да дебатираме, за да можеме да разговараме за нешто кое што сум го чувал повеќе од 20 години, за нешто кое што ова вечер е измислена за такво нешто, со оглед на празникот и со оглед на она што не очекува. Убава вечер на сите. Ти благодарам, брат Николче. Она што сите вие го знаете, поголемиот број за сиве овие макотрпни 20 години, дојде времето да ја објавиме вистината, дојде времето да кажеме зошто, што и како, дојде времето вие сите да си ги видите вашите пријатели, дојде времето сите вие да ги видите сите оние кои што му сметало овие 2 децении Владо Павлов. Се прашувам една работа. Зошто на мојот македонски народ би му сметала вистината за бела? Второ, како порано што се прашував, зошто на мојот македонски народ му смета тоа што Исус е од коренот на Филип и Александар, преку Клеопатра VII и македонец? Се прашувам, зошто и оние кои што се удараат како најголеми македонци денес, а тоа е влашката популација, им смета Македонија? Дали вие не сте се запрашале зошто на сите нив им смета Македонија? Ајде ќе почнеме од нашите сограѓани со
влашка националност. Секаде се декларират како македонци. Секаде се декларират како најголеми македонци. Секаде се декларираат као почитувачи на Македонија. Секаде се декларираат како најголеми македонци. Се декларираат и дека Олимпија е влаинка, дека мајката на Александар е всушност влаинка. Ако е така, а не се сомневам во нешто дека можеби има истина. Ако е така, господа власи на целиот Балкан, вие кои што сте овде од Синци Легија ди Рома и кои што се ударате како најголеми македонци, на кои што Александар Македонски е вашиот внук преку Олимпија од Епир, зошто тогаш ви смета воскреснувањето на Александар Македонски? Затоа што самото воскреснување е поврзано со вистината за Бела. Дали можете да ми објаснете, вие кои мислите дека сте богови и светци, вие кои мислите дека преку урбаната и археолошката мафија, како олигарси кои што ги контролирате сите влади на Република Македонија и кои што ја направивте СДС ДПНЕ во една политичка партија, зошто тогаш ви смета воскреснувањето на Александар и неговата вистина поврзана со Пела? Според вас латински, а според нас Бела. Ете, јас ве прашам, вие сте поголеми македонци и од најголемите македонци. Кажете ми како македонци, зошто ви смета воскреснувањето на Александар Македонски преку вистината за Бела? Затоа што во наредниот период ушите ќе ви пукаат и очите ќе ви се изморат од читање на вистини од Владо Павлов. Бидејќи дојдено е времето за неговото воскресение. Дојдено е времето за нашиот цар на царевите и крал на кралевите. А вие можете да се подсмевате колку сакате и да го почитувате во стилот оној на мулката Пјотр Гули, убиен насред чешма во Крушево, заменувајќи го местото на нашите македонски патриоти. Преку вашиот тутур Амброс Тито, кој што го ставивте и почесен граѓанин на ману, се има свој крај и свој почеток. Уште еднаш ќе прашам, зошто на македонците, на власите кои што се удараат во гради како најголеми македонци, на бошњаците, на албанците, на ромите и на сите оние кои што го знаат и како Искандер, им смета Александар Македонски? Зошто? Да најдеме мана на некого кој што повеќе од 2 децении работи на ова тематика, без подршка од неповиканите, затоа што тие чекат, ако Ватикан им каже во право е Владо Павлов, тие тогаш ќе кренат. Ако Ватикан ни каже коче ни е Бела, мореме да работиме, дајте уште на лента да ставиме автопат, дајте да ги отвараме локалитетите во Кочани, а не да ги зацементираме.
тогаш сите и овие стамбени комплекси кои што ги правеле, ќе ги минираат за да докажат дека Ватикан е управо. Господа, ниту Ватикан, ниту било кој не се богови. Нашата карма ви кажав и пак ќе ви кажам е поради едните што го ставиле на крст, тоест Цинци Легија ди Рома, и другите, тоест македонците, кои што се подсмевале и кои што како сеирџиски го гледале библиското распетие. И сега денес сите се најголеми почитувачи на делото на Исус. Сите оние кои што го ставија на крст и оние кои што му се смеваа. Но оние вистинските многу добро знаат зашто тресонче се тресело 7 дена и 7 ноќи. Многу добро знаат што се случило после библиското распетие. И тие документи стојат во Ватикан. И тие многу убаво знаат после сето тоа како небото им паѓало на главата. И ако не се разбудиме уште малку, на денот на големиот крст, небото ќе ни паѓа на главата на сите нас. А тоа што треба да се случи, и што треба да дојде, ќе дојде. Ниту јас, ниту вие, ниту Ватикан, ниту Цинци Легија ди Рома, ниту Тома Фила, битолчанецот од Белград, ниту било кој не може да го попречи неговото будење и неговото враќање. Сакате веруете, сакате ич не веруете. Се си е ваше право. Јас велам да. Ова мое вклучување во живо сакам барем овие останати 15-20 минути со вас да дебатираме и заедно да утврдиме за едно големо светско откритие на кое што работам повеќе од 20 години, а преку него и самите ќе дознаете кој, зошто и како работел против Владо Павлов. Ќе започнам од мојот град Кочани. Има уште еден мал дел кој што останал од локалитетот Текишински Лозја, кој што денес го носи името Панаѓур. Но, за да докажеме неспособноста на оние кои што треба да ги чуваат овие културни, а не да се ударат во гради дека се најголеми македонци, најголеми почитувачи. Ние треба да ги вратиме малку назад. И тоа ќе го направиме. Ќе го направиме со кривична до сите градоначалници на Кочани од 23 јули 2021 година па се до ден денес. Посебно 17 март 2025 година. Еден ден после случувањата на Пулс. Јас ви обеќав дека ќе го дадам мојот збор и сето она за да докажам вистината. Дали овие господа знаеле, а не сакам да ги именувам сега, ќе се препознаат тие самите и ќе збореме со докази, ќе збореме со факти, ќе збореме со аргументи, за да не дојде до зацементирање на уште едно мало парче од локалитетот Текишински Лозја. Дали сте свесни каква битка овде има на урбаната мафија? Дали сте свесни како инвеститори овде се присутни Сашо Мијалков, Орце Камчев,
Ванчо Деликатес, Радко Сорос и вахабиста, Оливер Паужина, а сега се спремат и некои други за монополот. Дали сте свесни, македонци мои, што значи тоа? И дали сте свесни зошто овде е толку најголема урбаната мафија? Не, сигурно дека не сте свесни. Но едно да ги прашаме сите градоначалници на Кочани. Од 23. јули 2021 година. Господа градоначалници, председатели на совети и советници до ден денес, дали знаете вие што значи заштитено подречје Горица? Затоа што директно најдовме и проверивме во официјална урбанистичка документација на општина Кочани. Стои дека Горица, тоест локалитетот Горица, е заштитено подречје. И понатаму културен предел археолошко наоѓалиште Горица во Кочани. Иначе, за неупатените, археолошко наоѓалиште Горица во Кочани денес е градска капела и градски гробишта. Што се разликува Амброс Тито и сите оние до ден денес, од древниот Рим и од римјаните, каде што на населените места правеле римски некрополи? По што се разликува Амброс Тито и овие градоначалници на Кочани? Да, точно е, можеби ќе се излечат од пулс, ама од овде, од нас и од Бог не може да се излечат тие тројца градоначалници. Затоа што имаме докази. И затоа им сметаше Владо Павлов. Затоа требаше Владо Павлов да се затвори, да се уништи, да се убие ако треба. А по можност ако треба и во лудница да го однесеме. Зошто? Затоа што треба да заборави овој македонски народ дека локалитетот Горица во Кочани, тоест гробиштата и капелата кај што е градска, имаме ние дел од неа заштитно подречје. Знам дека веќе се раздвижиле овие олигарси, овие самопрогласени богови, овие самопрогласени светци, дека треба да го напаѓаме Владо Павлов. Знам, ако треба и нова кривична ќе му пуштиме сега. После мона на 31 декември на роденденот, дошле од музеот или го внесле во музеот и пуштиле кривична пријава. За нешто што е сликано во ОВР Влочани, за нешто што е бил присутен Паско Кузман Митрадитот, за нешто што е чувано од 2005 година. И тие денес имаат за цел да го уништат Владо Павлов. А јас ќе ви кажам, македонци, ви давам збор дека ќе бидам отворен. А оние кои што велат дека не го разбират, тие сакат Кичановиќ артефакти. И затоа ги прашам повторно овие градоначалници, председатели на совети и советници од денот на роденденот на Александар III Македонски. 23 јули 2021 година. Дали прочитале и дали ја провериле официјалната урбанистичка документација на општина Кочани, дека стои локалитетот Горица, тоест гробиштата, е заштитено подречје.
дека е културен предел, археолошко наоѓалиште Горица во Кочани. Во тој документ се опишува како населба од железниот и римскиот период, луцирана на ридот на јужната периферија на Кочани, во зоната на градските гробишта. Дали знаете, македонци мои, што е ова? Дали знаете, македонци мои, што е ова? Ова е тоа на кој што треба да му се затвори устата на Владо Павлов, да му се направи претрес каде што никаде нема за археолошко наследство. Да се прави се и се што од него. Затоа што сите се обединиле да не постои македонизамот. И сите оние околу вас, пријатели, роднини, комшии, сопруги, сопрузи, кои што напоредно 20 години го правеа овој човек забеган, измислуваа се и се што, се најголемите непријатели и ваши и на Македонија. А ќе ви докажам зошто. Затоа што овие градоначалници на Кочани од 23 јули 2021 до ден денес нека се ударат колку сакат дека се македонци. Нека го мават колку сакат кутлешот, а не знаат што е кутлешот. До ден денес никој не знаеше дека розетата ја представува афионската чушка. Никој тоа не го имаше споменато. Ама кога Владо Павлов го кажа, сега сите знаат дека розетата централна на кутлешот била афионската чушка. Познато. Многу познато. Али добро е. Нека се шири вистината, не е битен изворот. Господа градоначалници на Кочани од 2021 од роденденот на Александар 23 јули. Во истата таа документација се наведени конкретните граници на заштитното подрече Горица, меѓу кои фигурира и документ со КП 1507 градски гробишта. Друг плански документ наведува дека заштитеното подрече опфаќа 14,41 хектар, додека археолошкиот локалитет е во добра состојба и дека во 1982 година биле извршени сондажни искупувања, при кои биле откриени фрагменти од керамички садови. И ако сакате сега да го отворите ова, нема ништо. Овие големи градоначалници на Кочани, најверојатно, според сите наши сомнежи, се избришале електронски, за да не се дојде до сето она што сакаме да ви го качиме. А тоа е Горица во Кочани или градски гробишта е документиран археолошки локалитет. Господа градоначалници, од 23 јули 2021 година до ден денес, господа председатели на совети и советници, Горица е археолошко подрјаче. И не треба тука да си предпоставувате, да верувате или да не верувате. Затоа што во некое мое друго видео ќе разговараме за клучната правна разлика од фактот дека просторот е археолошки локалитет и дека се уште не следува автоматски дека погребувањето таму било забрането. Не. Постои нешто што е многу страшно.
нешто што е поврзано со нашиот град. А тоа ќе окажеме во некоја друга прилика, кога ќе докажеме што е Горица и дали Горица е била присутна и постојала како населба во времето на Филип, Александар, Олимпија и сите тие кои што биле поврзани со царскиот двор. Јас ќе ви кажам да. Да, македонци мои. Горица била поврзана со животот, со творењето на Филип и на Александар како мал. Затоа што годините од ова сондажно истражување на Горица, тоест на градски гробишта, потврдуваат дека во тој временски период е поврзаноста и со Филип и со Липи. Една од легендите за Филип и Липи, пајонскиот крал, ја имаме како Александар малечок многу плачел и вие биле ке пророците во Делфи и таа им кажала дека има голема енергија, кој ќе проводи, нема да плаче, ќе ја троши енергијата, ама тебе, Филипе, ќе те надмине Александар. И овие двајцата, Липи и Филип, од самите солзи и плачење, настанала планината Плачковица. Па од тоа, дали има поголем доказ дека светиот град, дека Делфи и пајонската свештеничка е на платото на планината Плачковица? Уште еден доказ дека во тој временски период, од каде имаме пронајдено докази за Горица, живеел и творел Филип, Липи и содействува со раѓањето и со детинството на Александар III Македонски. Дали некој знае дека овој простор содействува со раѓањето на Александар? Дали некој се размислил од овие градоначалници? Од 23. јули 2021 година до ден денес сите градоначалници на Кочани, сите председатели на совети, сите до еден и советници, затоа што ова дело е големо и е поклон од универзумот преку мене на сите вас македонци, а посебно на вас кочанчани. Бидејќи од плетувањето на горделивиот јазол со лажната пела на територија на денешна Грција, која што е нешто друго, а не пела наша, Кочани ќе биде најголемиот туристички центар на светската мапа. А најмногу од све ќе се воскресне македонизамот. И сега ќе ве прашам, замислите Тит Ливи пишува во една од неговите декади дека римјаните после галите кои што уништиле Пела, намерно го занемириле овој град, за да не будат сеќавање на македонските цареви, на Филип и на Александар. И сега 100% македонецот нема чип да размисли што сакам да кажам. Да не будат сеќавањата. И кога ќе почнете да читате, ќе го најдете фалсификатот. И наводно, да не буделе сеќавањата на престолнината Пела, римјаните од Пела ја преместили у Градо. А Градо е на 20 минути од Пела во правец на запад. Ај сега. Значи, негде околу 20 минути и негде околу километар и 300 и 400. Одење пеш. Значи, ако овде буделе сеќавањата на 20 минути
нема ли да будат немакедонци? Престолнината Бела или Пела е преместена онаму кај што ја знаете денес, и тоа е место каде што биле римските легии, а римските легии не живееле, македонци мои, во шатори. Тие правеле цели градски населби и затоа ни сведочи денешна Пела у Грција. И ќе ви докажам за сите докази кои што се поврзани со ова мое светско откритие. Не ги гледајте како шатори, тие имат градски населби. Таа Пела е наречена Македоника, затоа што Цинци легија ди Рома, петата римска влашка легија римјани, е наречена Македоника. И таа е создадена од Август Октавијан. Точно се поклопува со времето на уништувањето на Македонија. Значи, Македоника. Тоа е таа Августова Пела која што ја знаете сите. Или се вика Неа Пела, Нова Пела. И па каде е Стара Пела? Ако денешна Пела во Грција е нова или е Октавијанова и се вика Македоника, каде е Стара Пела? Ваму кај што градоначалниците на Кочани треба да си ја кажат вистината утре. Ваму кај што Рим и Тито по ништо не се разликуваат. И на нашите престолнини градат гробишта. А ќе ви докажам. Прво, што треба да знаеме. И веќе ќе бараме од септември урбанистички план, конзерваторски основи. Одлуката ќе ја бараме од Љупчо Папазов на 17 март 2025 година и ќе бараме евентуалната согласност од надлежниот орган за заштита на културното наследство. Да, македонци, само така можеме повише да успееме. И повторно прашувам, ако Цинци легија ди Рома е петата римска влашка легија наречена Македоника, е создадена од времето на Август Октавијан, и нејната Пела доле во Грција се вика Неа Пела или Нова Пела, каде е Старата Пела? Затоа што ако не треба да будат сеќавањата на македонските цареви, на Филип и Александар, тогаш која е причината според нив или според нивниот фалсификат да биде преместена само 20 минути во градот? А градот е посебна приказка. Затоа што во тој град е потрагата на овие олигарси, на овие светци, богови, потрагата на овие од урбаната и археолошката мафија да дојдат до кралската ризница. Па дори и до божеството Александар. Значи, пазите сега. Пела е преместиле во градот, а градот е западно од Пела 20 минути. Зашто? За да не буделе сеќавањата. Епа, колку треба така да, македонци мои, ќе ги разочараме и овие со геоглифот и овие со Бела Зора, ќе разочараме Цинци легија ди Рома, кој што ја знае ова вистина и до ден денес владее. Ќе го поздравиме братот Тома Фила од Белград и ќе го повикаме за сите овие докази како, нели, чукун внук на некој си генерал од Цинци легија ди Рома, да разговараме со картите на вистината, а не да разговараме со картите на урбаната
и археолошка мафија, која што треба се да зацементира, па и оној дел што остана од бела денешна, со декрет од 21. јули, со декрет од 23. јули 2021 година, да целата биде посипана со починати кочанчани. Кога ќе докажеме ова вистина, а веќе е докажена, ќе дојдеме до заклучок кој, зошто и сето ова го правил против Владо Павлов. И ќе видите една секташка организација која што е секаде, само што не е уште дошла до небесното, ама кај земското, таа е секаде, македонци мои. И во полиција, и во обвинителство, и во судство, и кај извршители, и кај нотари, и кај државни институции. Секаде. Секаде е ова парасекта, на кој што папа е, знаете кој. Сакајте верувајте, сакајте ич не верувајте, ама сите патишта водат кај Бранко Црвенковски. Никако да го поминеме, барем за некоја работа. Барем за една работа да го одминеме. Не, сите патишта водат кај него. И затоа ќе ги прашаме сите градоначалници. Како е можно да бидеш на таква функција, а да немаш никаква доблес кон оние што се погребани? Лукубија е храм на древната сана. Од свето по свето немало за нејното време. Градот под Текешински лозија. Престолнината 20 минути од градот. Текешински лозја некропола. Точно се поклопува. Градо, починатите, некропола. Поврзаноста на термалните извори, на Кралската бања. Замислете, Кралската бања, Цинци Легија ди Рома денес се нарекла Влашкиот бунар во Кочани. Има шанси. И јас би се согласил. Затоа што Вленката Олимпија се бањала во тој бунар, во таа бања. Од Епир. А градот во Кочани се нарекол Влашките ливади. Ама затоа кочанчани пред нивните очи гледат на дел од тај град кој што треба да биде атракција за цел свет, како Батеване алијас Ванчо Деликатес се уништи. Ама некој ќе ви каже, кочанчани, тоа е каменот од Дрчевик. Не. На Дрчевик бил каменоломот, а камењата се овде. Не се донесени од градски палати. Туку таму бил каменоломо, а градот овде се правил. Во ова мучурливо место. И затоа велам, иста имаме кармата. И Цинци Легија ди Рома, Петата римска влашка легија која што го ставила на крст, и ние серџиите македонци што сме гледале и не сме му помогнале. Иста е кармата. Тоа што дозволил 2000 години тие што го ставиле поради нашата негрижа, поради нашата самобендисаност и нашето серџиство да му умре кучето на комшијата или козата, е друга работа. Ги повикувам барем дел некој од советниците од овој состав, независно кој на која политичка партија припаѓа и кој на која религија, да исчепкат и да се расчисти нешто што е документирано и од каде што почнал овој масакр
врз некои знаменитости кои што се на локалитетот Горица и завршуваат најбедно, од бедно победно не можам да ви објаснам. Ги повикувам независно кој на која политичка партија припаѓа да се разгледа за двете различни 60 седници, за да не ги измешаме, нели? 60-та седница од 2025, која што била закажана за 6 март 2025 година, и истата таа е пред трагедијата во Пулс. И таа не е седница на која што е донесена на одредена одлука, која што е поврзана со оно што сакам во некое друго видео и друга иницијатива да ви го кажам. Туку одлуката да ја бараме, која што е 09-18-28/7 од роденденот на Александар Македонски на 23 јули 2021 година од тогашната 60-та редовна седница на Советот. Потврдена и во официјалниот службен гласник, кој што ја потврдува одлуката. И токму дневниот ред од 2021 година има една многу интересна работа која што ја истражувавме повеќе од една година после случувањата со дискотеката Пулс и после одлуката на Љупчо Папазов на 17 март 2025 година. А таа е што на 16 јули 2021 општината јавно објавила дека предложениот дневен ред ќе има 23 точки. Ете ги повикувам советниците, ако имат нешто малку македонско, денешниот состав да застане во интерес на божеството Александар. Не е тоа хитер како некој што умее да го каже. Со случувањата и со завршувањето на ова седница, општината официјално објавила: Советот на општина Кочани ја одржа 60-та редовна седница, на чиј дневен ред се најдоа 24 точки. Од каде сега излегна една точка плюс? Ајде поново да документираме. 16 јули 2021 година предложени 23 точки, а 23 јули 2021 одржана со конечен дневен ред од 24 точки. Дали вие мои градоначалници и вие мои советници и вие мои председатели на Советот од ова дата до ден денес не знаете дека додавањето на 24-та точка не е незаконско или е законско? И како дневникот на Советот на општина Кочани точно предвидува како може да се случи тоа. Во член 59 се вели дека дневниот ред конечно се утврдува на почетокот на седницата со мнозинство од присутните советници. А член 60 дозволува член на Советот да предложи нова точка, но мора да ја образложи итноста. И градоначалникот може да предложи дополнување повторно со образложение на итноста. За секое дополнување Советот гласа посебно. Значи, господа градоначалници, од 23 јули 2021 година до ден денес треба сето ова да го најдеме на ова 60-та седница. Не треба да прашуваме само како се појавила
и четвртата точка. Треба да побараме, а и ќе побараме како група граѓани од Кочани. Кој ја предложил 24-та точка на 6-та седница од 23 јули 2021? Кога е поднесен предлогот? Како била образложена итноста? Дали предлогот бил писмен или усен? Кој гласал за внесување на точката? Со колку гласови била внесена? Дали советниците добиле материјал за таа точка пред гласање? Што точно била 24-та точка? Дали токму преку таа точка е донесена одлуката број 091828/1 од 23 јули 2021 година? Може би нешто ќе менувате, ама ние ја бараме снимката, затоа што на снимката има се. Бидејќи јавна е секоја снимка на секој совет на општина Кочани. И тука има уште една многу важна работа, кој што мора да го докаже, кој што треба да го докаже записникот од таа 6-та седница и конечно усвоениот дневен ред. И тука таа работа која што е многу побитна треба да биде и да знаеме дали деловникот вели дека со поканата советниците по правило добиваат предлог дневен ред и соодветен материјал најдосно 7 дена пред седницата. Дополнувањето на самата седница е дозволено, но токму затоа е важно образложението за итноста и гласањето за внесувањето на новата точка. Зошто е многу битна ова нова точка? Ќе разговараме во наредниот период. И ќе го повикаме премиерот Тино, ќе повикаме сите политички партии, да сето ова биде доставено до сите, затоа што повеќе не се трпи масакарот што се прави врз нашето македонско културно наследство, и се тоа го правам поради тоа што изминатите години некој се обидуваше да ме направи продавач на артефакти, див копач и што ли не. Ама јас едно знам. Оно што сум го чувал е доказ за ова точка денес, која што е наметната за да се направи нешто на 17 март 2025 година. И последните случувања кои што беа исто така со Палче, многу убаво ви ги опишавме денес, се поврзани токму со сето ова. Владо Павлов и покрај оние истражувачки дејности кои ги поклонуваше на македонскиот народ, а македонскиот народ не ги сакаше, не му е сметал во неговите диви копања на Демиркапија, а сите вие сте сведоци кога јас објавив дека треба да се бара горе градот на Демиркапија и гробницата, а не доле. Дотишниот господин бил таму. Сега да се вратиме на уцените кои што ги правеше, за кои што тогаш мојата мала керка Марија 2 месеца не излезва во град. И настана некои други компликации за кои што во некој друго време ќе разговараме. Не се плашам ја од вакви секташи. А тоа го знаат сите оние кои што се блиски до мене. И сите оние кои што ме знаат и познаваат. Ама вистината мора да се каже. Што и каде му попречил Владо Павлов на Палче за да ги праве тие уцени и сето она што го правеа со Владо Павлов од 2022 година до ден денес. Една цела организирана пара систем власт. Кога Владо Павлов не е див копач.
Владо Павлов е истражувач. Владо Павлов е поборник на воскреснување на македонизмот. Владо Павлов е поборник на оживување на духот на Александар, затоа што тој е спасот за сите нас. Што би му сметал Владо Павлов на Палчи и на сите оние кои што кренаа против Владо Павлов? Македонизмот, сето оно што го правам доброволно со моја собствена душа, сето оно што сум го направил до сега, истражувањата во алтернативната медицина на кој што имаме преку 30.000 бесплатни услуги на дечиња и во минатото преку 1000 бесплатни услуги на лица заболени од канцер после хемотерапија. Мојот македонец не знаеше што е стакло. Пред 10 години ја промовиравме нашата цел за стакло против пластик. Што би му сметал на македонецот Владо Павлов како македонец? Најверојатно на Љупчо Палевски, а не е сам, кај што сите патишта повторно ќе дојден бос папа, му смета нешто што е материјално поврзано со Владо Павлов. Затоа што јас немам, ни сум имал, ни сум сакал додирни точки со овие диви копачи. А Мичо Крокодилов тек ќе го имате од А до Ш за се што правил со сите овие структури против ова вистина и сето оно што е правено заедно како демнач заедно со Паско Кузман од 2005 година до ден денес. Значи, ако докажеме, а докажуваме, дека јас немам никакви додирни точки со Љупчо Палевски. И не сакам да имам тога. И не сум сакал да имам. Не ме интересирала десна, не ме интересирала лева. Јас сум фалангист. И таков ќе останам. Сакајте ме, почитувајте ме, не ме сакајте, не ме почитувајте. Јас сум фалангист, поборник на Царство Македонија, поборник на централистичко ВМРО, а не врховистичко од Ново село Шчип. Тоа сум јас. Ни десна, ни лева. Што би му сметало на Љупчо Палевски? Нешто што и јас некаде би му присметал. Немаме никакви додирни точки. За да истиот тој, уште еднаш ќе го споменеме, за да истиот тој прави сондажни испитувања, а еден од неговите председатели го барав да дојде во живо, на културен начин не дојде, да ми каже дали тој учесник во она што сум бил на мета тоа време. Значи, ако дојдеме до заклучок за сето она, Копилето денес цел ден е во друштво на тројца луѓе во дворот. Чува пирамида, мочковци пострани од цедиланата на ситно платени. Мои кочанчани ме знаат. Секаде шетам слободно. И секогаш, цел мој живот кога сум во Кочани, сум бил секаде. Да седам дома и да се уплашам од некој во тој временски период, не сум имал причина. Пошто живее, ме интересираше таа копилска, умно болна барача, трета веќе си работи, освен со пирамиди и слични циркузи, таа ситна компактна боранија од денес си е под мерки на македонската народна служба,
Копилето мора да се расклопи, од Б нека бара ново дете, нова будала. Значи јас немам никакви додирни точки во тој временски период со Љупчо Палевски. Најверојатно тој имал нешто. Тој имал додирни точки со мене. Како див копач од урбаната мафија, поврзани со археолошката мафија. Нешто му кочел Владо Павлов. Па уште да каже, под надзор е гомното во Кочани, препарирана стока во дворот Овчава пирамида, цел ден денес со 2-3 луѓе дремат пред куќа, се пострана удбашка комплиња, без гале ќе бидат расклопени како звечка. Значи, македонци мои, јас му сметам на Љупчо Палевски поради нешто друго. Поради градот кој што е бил блиску до Пела и поради градската населба. Значи јас му сметам во нешто што јас треба да му кажам: добро Љупчо, извини, да си земам куферите, да си одам. Па вие, господа, што сакате правите со мојата дедовина, со мојот имот во Кочани. Е тоа му сметало кај Владом на Љупчо Палевски и на сите останати во ова секташка организација. Во ова пара сект, во ова пара, на овој пара систем. Значи требаше Владо да си земе куферите и да му каже: Љупче, повели, брате, удри ти урбано ако сакаш како урбан мафијаш, како урбана мафија, ама и како археолог. Е тоа му сметало на Љупчо Палевски, затоа што јас со него немав никакви додирни точки. Владо му сметал поради дедовината. И кога не успеа тој, почнаа да пуштат девери, и на крајот дојде до сето она, за кој што не може да се одредат плата ли е, донација ли е, Министерство за култура ли е, ама ќе се види се на крајот. На крајот се ќе се види. А целта на кој што му сметал Владо Павлов на Љупчо Палевски е мојата дедовина во Кочани. И па дојдете, земете ја сите кои што сте кренале. И од обвинителство, и од судство, и преку Ванчо ли е, Радко ли е, Мијалков ли е, дојдете, земете ја. Јас ќе си ги земам куферите и ќе си одам, не ми треба ништо, ќе ви ја оставам дедовината, господа, и терајте сите. Затоа што на она што му смета мојата дедовина на Љупчо Палевски, најверојатно на сите им смета во ова Република Македонија. Од Ванчо Чифлиганец па се до најголемите инвеститори и оние кои што градат стамбени комплекси. Е таа е вистината, македонци мои. Зошто? Затоа што денес на овој прекрасен ден ви докажав и ви објавив дека Бела или Пела е престолнина каде што живеел, творел и е роден Александар III Македонски, на жалост, од времето на древниот Рим, па се до ден денес, и од времето на Тито, и од времето на продолжетокот на овие градоначалници на Кочани, сите до еден, од 23 јули 2021 година до ден денес, сите председатели на совети и советници, неговото родно место го направија гробишта и го шират се повеќе и повеќе и повеќе. И така градот на светлината ни стана град на темнината и ни го погребаа. Па малку беше што го погребаа и требаше на запад, на влезо на Кочани, од толку бави споменици за нашите ангели да имаме крс. Идентично како во гроб над главата, починатиот крс на западната страна.
моето светско откритие ќе го докажувам деновиве. Напоредно ќе има пододирнат глас кривични до Ојогок, до сите градоначалници на Кочани од 23 јули 2021 година до ден денес, до председателите на Советот и до советниците кои што ја донеселе таа одлука, затоа што нашите свети места, нашите места на раѓањето на македонските цареви не се гробишта и малку е што дел е ставен во тој комплекс гробишта, па сега треба и локалитетот да биде со гробови на наши починати кочанчани. Бидејќи на јужната страна треба да биде целата посипана со гробови, од проста причина затоа што тука ги имаме доказите што ги нема во Грција, а тие докази се бедемите кои што се под земја. И затоа некој сега треба да се заврши и започнал таа работа да завршува од 23 јули 2021 година. И затоа Владо Павлов им смета на сите, затоа што Владо Павлов не може да се вклопи во ниту една урбана или археолошка мафија. И затоа Палче збореше и пишуваше: под надзор е гомното во Кочани, препарирана стока, во дворот од Чава пирамида цел ден седи со 2-3 луѓе, дремат пред куќата, се пострана удбашки копулиња. Ставил слика, демнач, од кој што најголемиот удел го добија моите деца, каде што дојде до тоа што дојде и Марија, 2 месеца не беше излегнала од вакви психопати кои што си ја добиваат кармата од многу работи кои што прават пред честни луѓе. Горица локалитет, Кочани, денес градски гробишта. Според сите сознанија и според сето она што Владо Павлов го правил овие 20 години истражувал, е престолнината Бела преместена во Пела, денес онаму каде што знаете на територија на денешна Грција. Со факти и аргументи од вечерва, како што почнав, во наредните денови, во наредните месеци и години, ќе работиме и ќе докажуваме дека не сме да се продолжи со нови гробни места на локалитетот кој што веќе почнува да станува узурпиран. Покрај него ќе разговараме и за градот кој што бил западно од престолнината Бела, тоеш од Горица. А вие самите дознайте кој, зошто и дали случајно се овие згради што се прават денес. И најбитно од се, доказот кој што го немат нашите соседи, јужниот сосед, за да докажат како е поврзан градот со Бела или престолнината Пела, во тоа мучурли живишто земјиште. Ние ќе го докажеме насипот, кој што бил изграден од Архелај I, и еден пат од градот кој што водел до престолнината Бела, денес гробишта Кочани. Многу е банално, многу е бедно. Многу е бедно. 20 минути од градот до Пела. Запад. Во правец од запад кон исток. Ако дојдеме до заклучок, да дојдеме на западната страна со Текишински лозија, на северната страна со локалитетот Лукубија, на источната страна со локалитетот Касарски кругови или со Асно, на јужната страна
ако дојдеме со Горица и ако го направиме крстот од Текишински Лозја до Асном и од север према југ, од Лукубија до Горица, градот бил онаму каде што се вклупува вертикалата од север кон југ, тоест од локалитетот Лукубија према локалитетот Горица, и хоризонталата која што се поклопува од запад Текишински Лозја и исток Асном. Во центарот каде што се поклопува бил градот. Околу него било мочурливо земјиште каде што никој не можел да помине, освен од тој еден пат што бил направен на тоа мочурливо земјиште. Во времето на Филип и Александар, Кочени е бела или пела и била идентична како оризите кога ги полнеме со вода. И тие оставиле трак на место кое што е богато со води, на место мучурливо и место кое што има своја историја и обележување вулканско. Тоа значи дека, сакале или не, вистината ни доаѓа. Ама ќе започнеме најпрво од градоначалниците на Кочани од 23. јули 2021 година со одлуката на Љупчо Папазов на 17. март и сите градоначалници до ден денес што премолчуваат од Љупчо Папазов. Затоа што е од суштинско значење сето ова. Бидејќи, ако сме во право, а сме веќе 90% во право, кој има за цел да ја запечати и да ја уништи престолнината Бела, која што денес е гробишта. Оно што го правил древниот Рим, го правеше Тито, а продолжи овие градоначалници да го прават со овие одлуки, каде што од никаде некаде од 23 договорени 23 точки неднашка наеднаш доаѓа 24 точка и се е договорено и решено. Амди Байрам, Бог да го просте. Со пета. Македонци, останете ми во љубов, мир и хармонија. Ваше е дали ќе го прифатите сето ова или не. Јас сум си дал беса, што велат нашите сограѓани од албанската националност, универзумот, и независно дали ќе го поддржите Владо Павлов или не, јас ударам најсилно со вистината. Затоа што сето она што го доживеав и сето она што го поминувам и сето она што го поминував е многу бедно. Многу бедно. И кога ќе сватеш дека твојот македонец ти го прави ова, зошто? Затоа што си македонец. Треба навистина, не знам, македонец да прави ова на македонец. Зошто? Затоа што е македонец. Затоа што се бори после 2000 години да ги врати сеќавањата на македонските цареви. Оно што го направил Рим да не будат, ние, јас се борам да ги разбудам сеќавањата на македонските цареви и затоа сметам на мојот македонски народ. Затоа сметам, затоа што сака се што ќе пронајде да продаде и да излезе преку веце шолјата, преку неговиот стомак, а не да се научи да ја почитува Македонија и да ја представува пред секој турист, на кој што на секој треба да му биде основен лајф мотив, на секој кочанец. Замислете, Бање, Спанчево, Соколарци, од таа бања во Бање толку имало туризам во тој временски период,
што немало место во овие 3 села кај да преспијат тие што доваѓале. А да не зборуваме за ова вистина, за градот, за престолнината, за акрополата на древната Сана, за кралската бања. Ама и тоа го уништија. Кај няко. Да сте ми вечни живи, ве сакам сите, љубов, љубов и само љубов. Оние на кои им сметам, нека ми извинат, тие си имат незин пат, незиниот пат е даден од Рим, да не се дојде до откривање на вистината за Пела и поврзувањето со денешно кочење на кој што веќе во светски размери сум докажал. Ама и тие треба да ме разберат дека јас имам мој пат, што имам за цел да го докажам моето светско откритие. И од тука не случајно некој символиката на споменикот од слободата на Лукубија го направил театрално, идентично како што е докажано и испишано со златни букви во златната корица од златната книга, а не бакрната која што беше фалсификат на златната и каде што стои дека ти треба да бидеш погребан како божество. Тоа значи дека Цинци Легија ди Рома точно знае дека Владо Павлов е во право, а денешната Цинци Легија ди Рома е сионскиот приорат. А доаѓа времето и веќе е дојдено на другата страна, каде што напоредно имаме 3000 години темнина, 3000 години светлина. И затоа оставено ово обележие со споменикот на Лукубија, каде што е поврзано со главното божество на Бела, а тоа е Деметра, која што е највисоко горе. Овде се игрите во чест на Деметра и многу други атрибути и амфитеатрално поставено божество. Ти ќе бидеш погребан како божество и амфитеатарот кој што е поставен. И сето она што е со мозаици направено е доказ дека Бела или Пела е тука и дека мајката гледа кон тврдината, кон кралската или царската бања и кон Александар Македонски. И тоа можеме да го видиме само ако ставиме стакленца или огледала на очите, на денот, на неговиот ден, со изгревањето на сонце, затоа и споменикот за вртен југоисточно и правењето на спојот и снопот на сончевите зраци. Уште еднаш, јас овие откритија сам ги пронајдов, работев макотрпно и на крајот дознав дека и некој друг го знае сето ова, а тоа се гледаше изминатиот период од 20 години, сето она што се правеше и сето она што се правеше против мене и сето она што се прави да се зацементира нешто што е поврзано со Македонија. Така и таа 21 година, 20-та беше многу актуелна со гробот на Александар, многу бев актуелен со многу работи и за да затоа и убрзала и забрзала таа 60-та седница да го донесе она што е донесено. Тоа е незаконски и време е гроб на гроб да нема. Време е стамбен објект на гроб да нема. Време е гробишта на престолнина да нема. А изборот е ваш. Кочани треба да биде град на светлината, град на Александар, град на Бела, град на божеството и низината мајка, голема мајка Деметра, која што е заштитничка на градот Кочани, на древната Бела или Пела и поврзана со афионските булки, за кој што има емисија, а поврзаноста на Деметра и на Кочани е токму она плоча која што е укради увора до Влочани,
еден дел на лица од оваа Дублочани, кои што се најпрофесионалци, секаде се прави како ние волците, нели, секаде се прави и тие во она нивна организација са секаде прави. Ако треба некој да се уништува како Владо Павлов, пуштајте ги тие. Ако треба да му се тражи лична карта, пуштајте ги тие. Ако треба да се затвори врата, пуштајте ги тие. Ако треба ова, она, секаде се тие. Затоа и ќе се бореме да се врати и овај крунисен доказ за Кочани, кој што е поврзан со нашата мајка, мајка над мајките, Деметра. И која што е символизирана преку афионските булки. Затоа и афионското семе е централно поставено како розета на нашето 16 крака сонце. Ако ќе ми докаже светската инспиративност дека она пела Октавијанова или неа пела, нова пела е богата со Афион, побогата со Афион од Кочанскиот дел, тогаш ќе верувам дека и таму е градот, и таму е кралската ризница, и таму е гробот, како што велат на Александар, и таму е се поврзано со македонизмот. Афионот е символика на Бела, на Деметра, на заштитничката, и затоа се сомневам и тие афионски чушки кои ги има во локалитетот Пела, дека не се од овде однесени. А и затоа ќе правиме емисија за акцијата Фаланга, колку работи исчезна од Македонија и како настана нова Пела со нови артефакти и нови докази. А тогаш сите ќе опрашате Паско Кузман да нема нешто вмешано со некои работи кои што се идентични, поврзани и со Охрид и со Пела во Грција, тоест нивниот хеленизам лажен. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам за Македонија. Клучниот доказ е насипот кој што е од градот до Бела. Она што го нема во Грција, го има во Македонија, го има во Кочани. И оние кои што вештачки го сокриле насипот и кои што веруваат дека вештачки можат да успеат да го сокријат, за да немаме никаква трага, ама Бог е голем, имаме многу траги и уште многу ќе покажам, ќе ви го покажам и насипот. Во дадена состојба, 20 минути ќе одеме заедно со вклучување во живо и ќе видите како истите тие работат на затрпување на насипот од запад кон исток. Да живее Македонија, ве сакам сите и уште еднаш нека ми извинат оние на кој им сметам јас, а од друга страна јас ги прифаќам со љубов сите нив.